Добро утро, почитувани гледачи. Добро ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Темата која што утрово ја обработуваме е габични инфекции на ноктите. Можеби на прв поглед изгледа само како естетски проблем, но е многу повеќе од тоа. За причините зошто се појавуваат, како се лекуваат и третираат, можеме ли да превенираме, која група на луѓе е поподложна кон габични инфекции на ноктите, зошто не смееме да ја игнорираме ваквата појава и промените кои што ќе се појават на ноктот. Ова утро разговараме со доктор Тихомир Цветковиќ, специјалист дерматовенеролог од приватната здравствена установа Дерма Плюс. Добро утро, доктор Тихо, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро и благодарам на поканата. Бројни се и многу ги има и состојбите и болестите и промените на кожата. Одлучивме да зборуваме конкретно, да се насочиме на габичните инфекции на ноктите, а ќе споменеме и каде на друго место габични инфекции на кожата може да се појават. Што представува габичната инфекција на ноктите и колку е честа меѓу популацијата? Доста честа работа. Габични инфекции на ногти може да опфатат повеќе старосни, да речеме, или возрастни групи и самото име, односно името е само објаснувачко, каде што тие инфекции настануваат како резултат на заразување со некој тип на габа. Генерално и професионално може да се стекнат и како резултат на пад на имунитет, или може да се стекнат едноставно од преку контакт. Во секој случај габичните инфекции на ногти се доста честа работа, меѓутоа не треба да се занемарат, бидејќи иако доминира естетскиот момент, сепак може да има некои функционални промени на ногата и на ноктите кои што знаат да влијаат на нашето здравје. Така, доколку ги игнорираме и доколку не ги третираме или пак пробуваме сами да си го решиме овој проблем, секогаш е потребен стручен, односно преглед од дерматолог, препорака која и каква терапија да се користи. Почнува во 80% од случаите е најчесто на ноктот на нозете, ноктите на нозете, така? Да, значи доминира ноктите на нозете, бидејќи тоа е средина која што е често во обувки и тоа се идеални услови за нивно опстојување, значи тоа е влагата, потењето, топлото, нели? Па затоа имаме и доста габични инфекции поврзани со професија, оние луѓе кои што се во дела, зборам со професионална опрема, така со ХТЗ опрема или како сика, тоа со чизми дебели, со се градежни работници и слично, меѓутоа генерално луѓе кои проаѓаат доста голем дел од денот во обувки, се така на поголем ризик за габична инфекција која што може да се обично почнува на еден нокт и потоа лесно се шири и на останатите. Так. Тоа нас само не или усложнува после работата во контекст на терапија, менеджмент, следење и слично. Да. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај, повелете, јавете се, поставете прашање, на тој начин се вклучувате во емисијата, а да добиете секако совет и препорака за проблемот со кожата кој што во моментов го имате. Со доктор Тихомир Цветковиќ, специјалист дерматовенеролог од приватната здравствена установа Дерма Плюс, зборуваме за габичните инфекции на ноктите. Споменавме колкава е честотата, кај кого најчесто е застапена, луѓето со дијабет, повозрастните, со ослабен имунитет и ред други некои хронични состојби кои што ги имаат. Што доведува до појава на оваа инфекција? Се ово што набројавте само еден дел од сите тие кофактори кои што или да речеме основни хронични состојби кои што водат кон појава на рекурентни, на хронични, на тешко излечиви габични инфекции, бидејќи во суштина имаме некаква пореметена физиологија која што и одговара на габата, затоа што во суштина тие се опортунисти. Многу е поретко да начекаме здрав човек без некои коморбидитети или без да речеме некоја професија која што налага нозен или во обувки, да начекаме габична инфекција. Тоа е ретко. Имено сите од нас макар еднаш во животот дошле во контакт со габичните спори, начинот на кој тие се пренесуваат, меѓутоа не манифестирале. Јас лично ќе се земам за пример ни на ногти, ниту пак на кожа, до сега сум немал некоја габична инфекција. Сигурно сум дошол во контакт
нели? Да. Така да тие се опортунисти и знаат и да злоупотребат. Луѓето со дијабетот, нели, луѓе чии професии налагаат така некои униформи, одела, обувки, чизми и слично. Значи тука во НЗС тоа е тој момент дека се злоупотребува некој аспект од нашиот живот кој што габите нели го капитулираат на него. Така, кај повозрасната популација Повозрасната и циркулацијата е намалена, имаат ред други хронични заболувања и полипрагмазија, поголема. лекарства, редовни, Да. не толку внимавање на храна, друг метаболизам, друга физиологија, така да има. Па дури и морфологија, нели, постарите луѓе имаат и често пати проблем со стапала, со од, со стас, со рбет, со некакви ортопедски нели моменти. Така да и тоа дополнително влијае за појава нели на габични инфекции на одредени места, дали ќе биде тоа меѓу прстите, дали ќе биде на ноктите, дали ќе биде на препоните и така натаму. Така, доминантно на ноктите на нозете, може ли на рацете да се појават габични на инфекции на ноктот на Така и рацете не се имуни апсолутно. Конкретно е да се фати таму инфекција, доста потешко е. Пак известни фактори треба да влијаат, тоа не може туку така, не е како бактерија, да речеме, или како вирус кој што е обавезно патоген. Значи мора да се исполнат известни услови, кажано во наводници, за да на ноктите на рацете добиеме габична инфекција, но апсолутно не е исклучено. Или и сега тука се сите овие фактори што вие ги споминавте, како да речеме луѓе со дијабет или некои други хроницитети или се на некаква долготрајна терапија или станува збор за хемотерапија, станува збор за трансплантирани пациенти, не се небитно. Значи имаме пад на имунитетот кој што придонесува кон развијање на тие така наречени секундарни инфекции. Да. Може ли да почне на кожата како манифестација, па да премине на ноктот или се различни патологии, велиме габична инфекција на кожата, оние промени кои што ги забележуваме меѓу прстите, па чешањето или некој друг начин на манифестирање? Миколошки момент. Тие што се за ногти, тоа не значи дека не може да пати и кожата околу, меѓутоа не може да се прошири истата габа. Исто онаа габа која што може да се јави по тело не може да даде патологија на ногти. Исто така да различиме меѓу габи и меѓу квасници, например, кандидата ја знаеме сите. Та не е габа, таа е квасница, да речеме. Некој таков момент имаме каде што таа ќе преферира слузол кожа, евентуално кожа, нема да преферира толку често ногт. И обратно е тинејата како најчест причинител, или сите го знаеме тоа атлетско стапало и така. Или оние бели флеки што летно време се јавуваат на грбот, тие нема да отидат, да речеме, толку на слузници. Би преферирале сува кожа, ксерозна кожа и кожа која што има доста себум, као грбот, да речеме, или како скалпот, се зависи. Значи, тие се еден од најстарите микроорганизми во светот. Има зашто преживеале толку време и нивниот начин на развивање, растење, упорност и издржливост ги прави тоа што се кај нас денеска во овој контекст на третман. Така, да. А идеална средина им е влажна, топла? Да, значи се преферираат места кои што се генерално влажни и топли. Тоа е за нив идеална средина за раст и развиток и затоа и на моите пациенти им викам, пручете им ги обратните услови. Значи аерација, сувост, проветреност со еден збор кажано, значи да дише кожата, автоматски тоа го спорува нивниот раст и развиток и придонесува кон терапијата за нивна ерадикација. Така. Како почнуваат првично промените? Веројатно одеднаш нема да биде како дел од ноктите овде на сликите и фотографиите што ги гледаме. Кои се тие промени? Има ли некои фази? Почнува како со промена на бојата, па ред други манифестации? Да, значи не настануваат нагло. Тоа мора да се разграничи, да не мислат луѓето дека едно сабајле ќе станат и ќе имаат жолт скршен ногт, или неубав ни изглед и така натаму. Тоа е долгорочен процес каде што ако остане нетретиран, недиагностициран и слично, да, евентуално ќе стигне до ние слики кои што сите ги знаеме, меѓутоа настанува доста дискретно и тоа е можеби дел од проблемот бидејќи немаме никакви субјективни симптоми. Да речеме, не знам, некои бактериски инфекции даваат симптоми од типот на брз отток, црвенило, болка, пулсирање, гној, создавање кај габите, нема, едноставно почнува да се менува бојата на ноктот, која што ние
иницијално не ја перцепираме и почнуваме да биваме свесни за неа кога веќе ќе фати 1 до 2/3 од ноктот, кога веќе убаво ќе се вкоренен или што би се рекло. И од тука додека почнеме на терапија, па ајде сега не ми е битно, денес не ме боли, имам работа, ајде кидам друг ден и тоа така оди. Исто така, често пати грешката е мисла дека или не, кај жените конкретно, ако ги тргнеме сите оние индиспонирачки фактори, дека доаѓа момент до одење на педикир. Нешто ми е ноктот, да идам на педикир, и со турпијата и со тие работи едноставно доаѓа момент да го расшират на соседните ногти. Кога ќе дојдеме, кога ќе видам пациент кој што има на повеќе ногти, кога има на повеќе ногти на истата нога габична инфекција, прашувам дали сме биле на педикир. И веќе ни станува јасно. После тоа, со текот на времето, ноктот се здебелува, окрутува и доаѓа до негово разресување ламеларно или наместа кршење, кое што веќе суштина значи структурална оштета на самиот ногти. Тој ногта ретко кога ќе почне да расте во нов и здрав. Може да отпадне да се разорени на повеќе места, меѓутоа после тоа обавезно расте и криво. И тука е целиот проблем, нели, што реков дека не е само естетски, туку знае да биде и функционално. Веќе тој прст веќе е технички некако пореметен и може да влијае на овод, може да влијае. Така, има нели повеќе компликации. Така. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето, па ќе продолжиме. Понатаму се извинувам. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро, добар ден. Сакам да поставам прашање. Сите овие одговори или презентации што ни ги кажа лекарот, имам по нешто. Значи, несоодветно од лекарска страна ми се лекувани, само ми даваја канестен, на моја рака си земав епсум, овие капките што се за ноктите. Меѓутоа сега едниот тие лакови за премачкување, ама медицински, така? Точно. Сега јас сакам да поставам прашање, дали се овие несакани ногти, да речем, палците, претежно ми се, едниот е подобар, едниот не, дали може да настани ова односење хула-хопки, значи во лето и во зима, никогаш не ги вадев хула-хопките. Отидов на педикир точно и таму, значи, несоодветно беше, повеќе не отидов. Сега сакам да одам да се отстранат хирушки. Дали е правилно и дали ќе порасне здрав ноктот? Така, да, ви благодариме за јавувањето. Да, значи вака, генерално, госпоѓата е управо, хула-хопките се, нели, најлон, кој што прави оклузија. Нема дишење на ногата, зимо, лето, особено лето, стиснати, сето тоа придржа и госпоѓата, нели, возрастна жена, така да и тоа дополнително влие. Сега, тој момент на несоодветна терапија. Генерално, еден дерматолог знае како и што, знае дека канестенот не е лек за сите габи, иако како таков ни се презентира, а и матичните лекари генерално знаат така од прва да го дадат како лек за габични инфекции, меѓутоа има варијанти. Има варијанти и многу е битно да се погоди кој лек ќе се даде за која габа, за што инаку кога спојаде нема да имаме ефект. Впрочем, вие што ги споменавте лаковите, се што у форма, да речеме, ете така, да не е крема, него да е лак или капки или течно. Ама тие се специјални лакови, не се оние кои што ние ги користиме жените за лакирање на ноктите. Така, значи тоа се лекови, де факто, само во форма ете на лак. Или на капки, или има во вид на фломастери, па како се бои ноктот со посебна течност. Тие се веќе соодветни, тие се правени за патологија или габична на ноктите. Меѓутоа тоа она што го спомнав јас можеби и прекратко, долготрајноста на самата состојба, независно од нашето здравје, нормално нели колку сме поздрави толку е подобро во однос на прогноза, меѓутоа е еден доста упорен и тежок процес. Сега ако се зафатени и повеќе ногти, имаме перорална терапија, значи така да не може да се дае само едно кремче и да се пушти човек низ врат. Во зависност од зафатеноста, така до каде стигнало. Абсолютно. Спомена гледачката хирушки да се отстранат. Мислеше веројатно на тој задебелениот дел, бидејќи тогаш е тешко и да се исече ноктот кога е така. Ретко кој, мислам дека ретко кој ќе се нафати да ги извади, дека не се установи дека е изгубена габичната инфекција, односно излечена,
А после тоа исто така како што и нешто спомнавме претходно, ако е долготраен процес, тогаш и структурата, односно настаната дистрофија на самиот ногти или пореметување на ноктената плоча, евентуално и на ноктениот матрикс, кој што ќе придонесе до растење на крив ногти или слабо растење или воопшто нема да има растење. Ретко кога тие состојби кои што барат хируршка интервенција завршуваат со нормален и здрав ног. Да. Добро е што спомна гледачката на палците само, веројатно Тоа не се е најчести, расширено. па да, прво и анатомски, второ и најголема е површината, затоа почнува од тука се. Не може дека не може да се појави на друг ног, меѓутоа палецот е обично тоа што прво страда за многу состојби поврзани со ноктот и со кожата околу ноктот на палецот, не само габични инфекции. Така да во секој случај господјата треба мислам да посети дерматолог. Евентуално да се направи дерматолог така кој што да се направи соодветно ќе ја третира оваа миколошко состојба. иследување во контекст на нативен препарат, да се испита микроскопски, да се установи типот на габична или на габа кој што го предизвикува и да се даде соодветна терапија. Потоа можеби ќе се пристапи хируршки, да се консултира хирург и да се даде мнение, нели, што понатаму. Малку поголема упорност, малку поголема дисциплина, трпение, така упорност, трпение така, за да, да меѓутоа се реши проблемот. без дерматологот ништо. Нема да може. Јас мислам дека ова е ван, односно треба биде заобиколен скокнат матичниот лекар, како да кажам, бидејќи пак бара специјалистички еден пристап, не е само канестенот или лакот или што и да е. Ако е нешто што е како кај господјата долготрајно, треба и миколошко иследување, значи треба да се провери. Така, да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Дали се слушаме? Еве ќе се обидам уште еднаш да ве повикам да го слушнеме вашето прашање. Доколку не успеваме, се надевам дека ќе пробате уште еднаш да се јавите за да го поставите прашањето и да го добиете советот и препораката за проблемот. Доктор Тихо, сите оние промени кои што првично почнуваат па се надоврзуваат една на друга, некогаш често знаат луѓето да речат па со текот на годините нормално е да се менува бојата на ноктот, па нормално е да се задебелат и тука го губиме веројатно драгоценото време за навреме да и тоа почнеме се случува со апсолутно. третманот. Да, едноставно луѓето го припишуваат тоа на својата возраст или го припишуваат на некоја повреда од минатото која што го видоизменила ноктот. Меѓутоа она што е најчесто и ми е вака битно да го споменам затоа што не гледат и се разбира и не само млада, туку нели популација женска која што си користи гел лакови за ноктите. Често пати тука се маскира габичната инфекција и се губи време. Верувам дека има кои што и подолго време го ставаат гел лакот, кои што или пак редовно одма ставаат нов, па тука турпијањето даја нели како дел од реапликацијата на тој гел лак и па еве дури да нема габична инфекција да ја пропуштиме гел лакот и целата метода околу аплицирање на гел лак може да придонесе или да ја зголеми сусептибилноста на ноктот за закачување габични инфекции. И не само габична, гледаме и бактериски инфекции, нели? Така да тука би обрнал внимание. Барем во зима би препорачал да се избегнуваат тие естетски процедури, едноставно да има време ноктот да се регенерира до почетокот на пролетната и летната сезона, каде што веќе нели, ако е се воред може да си се продолжи назад кон истите навики. Но да не се занемари тој момент дека може да маскира габична инфекција, која што може да тлее доволно за да почне да го пореметува и ноктот. Така, да. Тоа се веројатно некои грешки несвесно што ги правиме околу сето тоа. Да го слушнеме и гледачот. Добро утро, повелете. Не може да ве разбера ништо. Еве, ве слушаме, повелете, во програма сте. Намаз ми ноктот така му падна, му се цеки ноктот му скапа и му падна. И сега се стои така како да кажа, не знам. Ноктот си му стои со габичната му е. Ноктот му падна првиот ноктот, му падна целиот. И почна да расте новиот нокт, така? Не нарасте, стои така, ко месо, така, ко и крициња, ко зонциња.
Така, дали сте биле на дерматолог, дали ги Не бе никаде така, прво му падна ноктот и сега не морате баш нокто да видите на како му е. Така, во ред, ви, те... да, ви благодариме и веќе чуете сега совет и препорака, никогаш ноктот паѓа и од повреда. Така се случува многу често, ама пак кажам, дерматологот е тој кој што го третира. Без лекар ретко тоа кога проаѓаат работите, зборам не само однос на терапија, него однос на дијагноза. Као што спомнавте и вие, значи можеби стана збор за една обична повреда, која што повреда придонела кон оштетување на ноктеното дно и ноктениот матрикс и едноставно нема раст. Она што го начнавме и за хроничните габични инфекции. Така да сепак мора да погледне лекар, мора да го да ги погледне и другите нокти на истото стапало, да го погледне другото стапало, да види генералното здравје на пациентот каков е, дали има некои хронични болести, пред се мисли или на дијабет или на некаква терапија долго време. Така да не можеме да кажеме со тоа што само паднал ноктот и ни расте дека е ова или она или дека треба да се прави вака или така или да се даа предпоставки. Едноставно мора да се посети лекар независно. Да, бидејќи најдобрата проценка ја прави и не значи тоа дека ако некоја од овие состојби ја имате многу често ќе треба да се оди на дерматолог, можеби на почеток почесто, ама потоа веќе добивате совети и препораки. За да се добие дијагноза. Да. А и генерално габични, конкретно за габичните инфекции кога збориме, не треба пречесто гледање. Значи, како што реков, тоа е долгорочен процес кој што генерално пациентите си го бркаат сами дома. Наша задача е да даеме смирници, наша задача е да даеме терапија и едноставно да ги видиме на контрола после 2, евентуално 3 недели, или ако е перорална терапија може многу и подоцна. Така да немаат малтретирање луѓето, немаат некоја посебна врска често да посетуваат лекар или во контекст на габичните инфекции. Така да едноставно нема изговор зашто да не се појде. Но важно е навреме да се дојде бидејќи може некакви последици други кај поризичната и поранлива категорија на луѓе да предизвика. Добро утро и за следниот гледач. Повелете, ве слушаме. Добро утро. Добро утро. Прашање до докторот. Може, секако. Значи, мене има на ногата, на двете нозе сега почна, задебелување на ноктот и спојување со месото. И се не можам да го пресечам, например со ноктарица, како што си ги сечам ноктите, не можам да го пресечам ако од месото. Тука е, мислам, залепене со месото и ноктот. И на едната нога и на другата, не на последното прсте до него, така, на двете нозе. Запатене со месото. Може ли значи, што би да го требало да направите? Да, ви благодариме. Сега јас претпоставам стана збор за враснат нокт. Тоа е веќе друго. Да. Тоа нема веза со инфекција, односно не е примарниот причинител инфекција, туку напротив еден таков нокт е доста склон кон некаква инфекција, не мора да е габична, може да е бактериска. Тој пристап, мислам, таа состојба веќе бара малце хируршки пристап. Унгус инкарнатус или враснат нокт е состојба која што генерално хируршки се резолуира, така да јас би побарал помош на хирург пластичен, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија да направи проценка. Се разбира, треба да се даде и терапија, затоа што ако имаме активна рана, односно имаме оток, црвенило, болка, гној, пак ќе кажам, било кој хирург ќе инсистира тоа да биде санирано, пред да се започне било каква хируршка интервенција. Делува импозантно, но не е, бидејќи ако не се реши тој проблем само станува полоши и полошо. Што значи, што би можело ако остане така враснат ноктот, а не можеме сами да го отстраниме? Видете, можеби, меѓутоа кога само едниот нокт би бил фатен, господјата рече дека и двата би се фатени. Значи имаме некоја во стасот некој момент или во обувките некој момент. Едноставно денеска е 21 век, тоа се прави брзо, но нормално со обезболување, со локална анестезија. После тоа има малце даунтајм, малце пауза, ќе треба да се припази и после тоа раатот, што би рекле, нели, што би рекол наш народ, е голем и за цел век. Значи не е нешто што евентуално би се повторило пак, нормално под услов да биде
Да, бидејќи враснатиот хируршки нокти ви санирано прави како проблеми треба. во одењето, во облекувањето Хронични на инфекции, обувките. хронична болка, оштетување на кожа, едноставно ќе не поремети целосно. Така да дефинитивно да се посети хирург за да се установи што може да се направи И да тука се реши понатаму. проблем. И да се реши проблем. Да, следува уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Тихо вели, мегабичната инфекција на ноктите е упорна, долготрајна, бара доста време за лекување и е заразна. И кога ќе речеме заразна, тоа значи во прв ред дека се пренесува од едниот ног на другите на стапалото, меѓутоа во семејството заради кои причини користење на ист прибор за сечење ногти, иста крпа за Најчесто. Така тие ли се Најчесто, најчестите апсолутно, да. кои што треба да ги тргнеме настрана? И ние толку само да речеме игнорирањето на нормални или некој хигиенски бонтон, него едноставно луѓе мислат дека ако го измијат со вода или со сапун дека завршиле работа. Напротив, пак ќе кажам, тоа се микроорганизми кои што со милиони години екзистирале и се уште екзистираат и они си имаат развиено идеален систем за преживување. Нема туку така лесно водата и сапуна да ги нели отстранат од површините, односно од приборот за хигиена на ногти, за третирање на ногти. Така да генерално тука да се обрне внимание. Нешто што ми останато совет моите професори за време на специализацијата, зборам од практичен аспект, не од само од лекарства, се препорачуваат, односно, конкретно и за ноктите, меѓутоа тоа би важело и за неживите предмети. Раствор од оцетна киселина и од вода или сода бикарбона и вода. Сега неживито може да ги ставиме директно без да ги раствараме, меѓутоа за кожата, за ноктите се прават и купки кои што се на база 4:1 оцет, алкохолен продозиран оцет и вода. Исто така и со сода бикарбона, или да се засити водата, се таа смеса во леген и да се покиснат нозете. Тоа е една убава адјувантна терапија, односно да се надополни примарната лекарска терапија. Така да, пак ја кажам, нека не подпираат на тоа дека ноктарицата, ако ја измиеме со вода и сапун, сме завршили работа, не значи секогаш дека така. Секогаш јас велам тоа да се остави преку ног, да кисне, за да се исчисти убаво за дете. Или немаме инфекција не само на другите ногти, но да не се сакачи или на некој друг член од домаќинството. Да, и добро е собствен прибор да си имаме и во... Тоа е најидеална сценарија. Меѓутоа, пак, што зборевме, иако е за нас, не постои ризик да заразиме друг, сепак постои ризик да ги заразиме и другите ногти, кој што не носи кон терапијата. И после веќе ќе биде многу подолготрајно и поусложнето, да. Имаме повторно уште двајца гледачи на линија, да ги слушнеме и нивните прашања. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме, само малку погласно ќе ве замолам за да можеме убаво да ве чуеме. Добро утро. Јас исто така се лечев од габично, ама умпотна без уште од почетокот, ако ноктите се испразнети тамо, до тој степен празнети, лек најдов што силбери учителите го има во аптеките, исто тинктура од јод. Има јод, тинктура со јод, не знам колку проценти нема да видам, жолта кутијска, силбен учителите, упорно маткање, упорно лекување и ноктите се исполнија. Така, во ред, ви благодариме. Добро, и вакви добри примери велиме, да, преземаме нешто сами, меѓутоа добро е секогаш да биде во консултација со докторот. Било времето. И самата госпоѓа рече упорноста. Меѓутоа и рано приметила дека нешто не е во ред, се обратила и нели за помош и добила помош. Тоа е и мислам ние настапивме малци така да речеме песимистички, меѓутоа генерално вака се завршуваат работите. Се зависи нели човек која ќе дојде во која фаза ќе дојде од габичната инфекција, за да знаеме дали му има спас на ноктот или не. Меѓутоа ова доминира, што го слушнавме сега, дека генерално има хепи енд, каде што ако рано сме дошле, рано сме почнале да третираме и ноктот ќе се регенерира без проблем, без последици. Ние зборевме за најлошите сценарија каде што
како лекција да ги уплашиме нашите Да, гледачи. за да не дојде до таа да не дојде состојба до таа на време состојба, да направиме нешто. Добро утро и за вас, повелете, ве слушаме. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до вас и до гостинот, Ви благодарам. докторот. Сакам да го прашам докторот, малку слушнав, малку не слушнав, значи ме интересира, јас да речеме ноктарицата, од која ќе ги сечам ноктите, ја прскам со 70% алкохол, не знам дали успевам да уништам, пошто јас сама ја користам, ама сега едно друго прашање, докторе, на педикир да речеме, сум приметила некаде една жена ќе дојде, па после другата доаѓа и со истото таа ја третира, дали е ризично тоа? И уште трето прашање, сега зборувавте за сода и алкохол, ова не, оцет уствари, оцет алкохолен или каков? И тоа ме интересира и дали да е млака водата, топла, жешка или нешто да не уништува, пошто нели ногата кога ќе ја ставиме во патеки топло е. И тука габичките се, дури јас пробував да ви кажам, сода става во патиката, се дали не знам дали грешам, ама добро се, секој ќе проба све, нели. Така да благодарам што сте тука и поздрав многу. Ви благодариме и ние вам за прашањето. Да, интересни подпрашања Да. во контекст на овој момент. Генерално секогаш сакаме да е нормална млака. Никогаш екстрема, ако ништо друго барам за Да не, и нашата премногу жешка кожа. нема ни да Не можеме да менува, ги ставиме Така, носата, значи да. не менува терапевтски дали ќе биде водата топла или ладна, бидејќи водата е само вектор, средина. Сода бикарбонат е таа што го уништува. Така да не менува многу температурата на водата, ама се разбира да не е врела за да нели можеме да ставиме нозе. Што друго ме прашуваш? Одењето на педикир, ама јас мислам да. дека нели ги стерилизираат, Да. ги дезинфицираат Па се секогаш, надевам. барем би требало. Да, се надевам, искрено Така се да надевам. биде. Пак да направиме нова дистинкција. Не можеме да фатиме ако нема габечна инфекција. Значи, ако жената пред нас немала габечна инфекција, не можеме да фатиме ние. Апсолутно. Меѓутоа, ако жената имала габечна инфекција и не е била распознаена како потенцијална барем габечна инфекција од страна на педикирката, тогаш да, веќе имаме проблем. Но генерално треба да се користат тие инструменти за работа малце по свесно, да речам, и хигиенски, медицински, како сакате, дека барем треба да се има 2-3 кита кои што би оделе на ротација, нели како завршуваме со една жена, одма да ставиме на дезинфекција, па после пак, нели да користиме нов, чист, тоа веќе оставам на... Така да. И дезинфицирањето на собствениот прибор дома што си го користите, И нокталицата, истите треба да правила, се... Да, прскање со медицински алкохол генерално не е секогаш доволно. И пак инсистирам на тоа киснење. Значи да се остави во истите смеси што ги спомнавме нели за нашите нозе, меѓутоа не мора и да е смеса, може да е концентрирано. Например, поголема концентрација на сода бикарбона во вода или во обичен чист оцет да се стават, например. Така би гарантирале дека ќе ги стерилизираме условно кажано, односно најмала рака ќе ги чистиме некои спори габични, кои што може да се расшират и на другите ногти преку ноктарицата. Така. Ви благодарам за гостувањето. На крај само би рекле дека секоја промена која што првично ќе ја забележиме на ноктите, да си се консултираме со дерматолог за навреме да можеме и многу полесно да го поминеме процесот на лекувањето. Така. Јас сум голем поборник на тоа да се посети лекара, да не се само лекуваат луѓето. Знам дека нашиот систем здравствен не е совршен, но пак не е, мислам, доволно изговор за да не се посети лекар, макар матичен лекар кој што би дал упатство понатаму. Така, а пациентите со дијабет секогаш и сами задолжително да си прават преглед на нозете и секоја прва промена веднаш да побараат совет. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.